се додека правдата не се роди одново, се додека таа не добие право на живот, се додека таа не стане обврска на сите моćници, почнувајќи од политичарите на власт, па до судии, до обвинителите, полицајците и така натаму, се до тогаш ние нема да се откажеме од ова, од протестите, ние нема да се откажеме од шарената револуција, ние нема да се откажеме од нашите барања. Првото барање, поништување на аболицијата. За да почувствуваме дека сите сме еднакви пред законот, аболицијата мора да падне. Мора да биде поништена, инаку ќе имаме свети крави и ќе имаме граѓани кои ќе бидат малтретирани и шиканирани по улици, по влезови, ќе бидат фотографирани, легитимирани за се и се што, а некои ќе крадат милиарди и при тоа нема да им се случи ништо, дури ќе им се овозможи, ако затреба, да си заминат. Меѓутоа, знаете како? Парите оставаат траги. Парите не може да се сокријат. Според тоа, нивниот има два страва. Првиот страв е затвор, вториот страв е да им се одземат парите. И едното и другото ќе им се случи. И без пари ќе останат, и в затвор ќе останат. Затоа што има правда. Се дури има луѓе кои се борат за правдата, правдата ќе живее. Се до последниот човек кој нема да се откаже од правдата, правдата ќе живее и ќе ја има. А овде гледам повеќе од еден човек, Бога ми. Значи, има овде доволно луѓе кои не се откажуваат од правда. Да сте живи и здрави, да останеме заедно, да се дружиме и да се помагаме кога ќе затреба.